Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на слонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. И со ова наша вечерашна емисија, почитувани слушатели, се јавуваме директно преку етерот на Брановата должина 101,3 FM, каде вечерва и во наредните две емисии од македонските кралеви во древна Македонија ќе зборуваме за македонскиот крал Александар III Македонски со вистински факти, со документи вистински, а не како што Германија во 1853 година на Нордиско-германскиот институт што направи фолс или фалшива историја, за да денес светот така ја представува. Како што реков, за Александар III Македонски ќе зборуваме поради обемниот материјал во 3 емисии. Би ви препорачала навистина да ги слушате овие емисии, зашто се интересни и нема да зажалите, за да дознаете и тоа дека гробот на Александар дефинитивно не е во Александрија. А каде е? Тоа ќе биде во третиот дел од нашата емисија, радиоемисија, што, како што реков. Инаку, вторник на 14 ноември е празникот на двајцата браќа доктори Свети Кузман и Дамјан, за кој ќе дадеме прилог. Вечерашнава наша емисија, доколку ни дозволи терминот, ќе дадеме и блиц вести, можеби и коментар, но сепак да одиме со една жална вест. На неговата 71 годишна возраст, клетата судбина на најбрз и суров начин го одзеде од прегратките на неговите најблиски нашиот сонародник кој беше роден во Ташкент, Илија Малегановски, од татко Пандо од село Трсје и мајка Васа од село Статица и двајцата партизани. За ова фамилија има многу да зборувам. Тие не беа само наши комши, туку тие ни беа нас, како да сме една фамилија, што ретко може да се погоди така да живеат комши, како што бевме ние со фамилијата Малегановски, што просто човек може и да завидува. Твоите деца, Ило, раснеа со моите. И не случајно твојот татко Пандо и мајка Васа за моите деца беа вистински дедо и баба, иако биолошки не е така. И ден денес не можеме да се одделиме од вас, иако ти замина во светот на ангелите, во вечниот дом. Може би не како твоите, но премногу ние ја осетивме болката за твојата загуба, а поготово нашите деца, зашто ти и твојата фамилија се дел од нашите срца. Почивај во мир, наш брато, што за прв пат на ваков начин ти се обреќам да те наречам брат. Нека ти е лесна земјата, Ило, а твојата сопруга Виолета со синот Златко Малегановски, синот Зоран, ќерката Ленче со фамилиите, посебно трите внучиња Оливија, Каја и Лук, како и мајката Васа Малегановска од село Трсје, братот Ѓорѓ со фамилијата, сака да се заблагодарат до сите кои дојдоа да ти оддадат почит, како и последен поздрав да ти дадат, и како што велат старите, покусо да е и за добро да се возвреќа.
Нека ти е лесна земјата, на сите нас сакан наш Ило Малегановски. Бог да те прости. Утринското кафе е навистина и најсладко. Меѓутоа, тоа е и за ваша душа. Но тоа може само Тим Хортонс, посебно во Скарборо и Ист Јорк, чии собственици се Стив и Дени Браун, со нивниот татко Џордж Браун од село Буф. Но не е само тоа. Во Тим Хортон можете да си земете утрински појадок, исто така донаци или крофни, како и други сладки јадења, но и да си ордирате јадење, сендвичи, доколку одржувате некои митинзи. Повелете, Тим Хортон секогаш е до вас, покрај вас. Westmount Guarantee, инвеститор за сигурна гаранција за комерцијални билдинзи, за кондо, исто така Deposit Insurance Financing. Нашиот сонародник Джим Еманолидис го докажува сето тоа. Телефонот е 416 712 4038. Секој ден посакува да живее во удобен стан, во удобна куќа. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty е покрај вас. Завртете го телефонот на 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474. Срцето пак на Ниагара со трите луксузни хотели во Сент Катрин, Хамптон Ин, исто така Бест Вестерн и Халади Ин, но многу повеќе дочекот во овие хотели од страна на персоналот, а посебно од собственикот Том Ничополос, кој запознат веќе од голем број на гости од речиси целиот свет. Но не само тоа, тие располагаат и со 2 спортски сали, односно Fit Centers, даваат entertainment, а
за љубителите на боулинг исто така ви овозможуваат како и други рекреативни игри. Додека пак за било какви сечености, свадби и свршувачки концерти, митинзи на располагање ви стои парква и банкет салата со капацитет до 1000 гости. Јавете се на 905-380-1550. Да повторам, 905-380-1550. Партнер Gowling LLP, тоа е адвокатската фирма на сите врсти на лоери. Еден од нив е и Питер Симеон, позната адвокатска фирма низ цела Канада и Америка. Доколку имате потреба од лоер адвокат, побарајте го Питер Симеон на 416-898-4506. Повторувам, 416-898-4506. Сите знаеме дека и воздухот и водата се загадени и секој бара да оди во природа и да пие чиста вода. Но имаме и фирма Continental Carbon Group која филтрира водата за пиење, воздухот и отпадните води. Не случајно името на оваа фирма Continental Carbon Group со нејзиниот сервис можете да го видите во голем број на индивидуални фабрики, разни институции, државни и приватни фирми. Јавете се на 905 за ваша потреба 643-7615. Да повторам, 905-643-7615. Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве повикува секоја недела и за македонските православни празници на заедничката богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечености, свадби, крштевки слично. На располагање ви стои банкетната сала која собира капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905-975-5395. Апелирам и до сите вас да ја помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки да ја помогнете и да продолжи понатаму да се емитува ова радиопрограма. Кујната пак е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Тримак Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, бил од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, јавете се и побарајте го Алек Кирков, мајсторот за каунтертап. Телефонот е 365-888-6096. Да повторам, 365-888-6096. Дали знаете дека нашиот сонародник Џан Јоновски со својата професионалност го зазеде заменик директор или вајс президент во Bank of Montreal? Investments for High Net Worth Individuals. Телефонот е 416-827-7809. Но тука и комерцијалната фирма за купување и продавање на објекти, билдинг и слично, VP Cushman & Wakefield. Ова фирма со нашиот сонародник Кен Карулас. Бизнисот го има проширено дури во 60 држави во светот. Ако ви имате потреба од него, побарајте го на 416-756-5406. А трите модерно опремени ресторанти Elgin Water Manor во Стони Крик, Terrace on the Green во Мисисага, Lincoln Estate во Вајнланд, Онтарио, ви нудат и да ги направите вашите свадби, армаси, крштевки слично, повелете на еден фамилиарен ручек или вечера во нивните ресторанти. Собственикот Питер Трајковски со задоволство ќе ги направи вашите веселби да бидат незаборавени. Телефонот е 905-459-4447. 905-459-4447. Оркестарот Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет и ке преку 40 години ги забавува македонците, а е единствен оркестар со автентична жива музика овде во нашата околина. Затоа за вашите свадби, армаси и слично побрајте Крис Клашов на 905-520-1474. Да повторам, 905-520-1474.
Македонската православна црква Свети Климент Охридски со храмот самата црква го краси самото Торонто. Во неа на располагање ви стојат 3 реномирани сали за вашите фамилиарни веселби, свадби, свршувачки, крштевки и друго. Јавете се на 416-421-7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби, а исто така и за македонските религиозни празници од 10 часот утрото. Инаку, на 26 ноември женската секција при црквата Свети Климент Охридски приредува Крисмас парти, а председателката Айрина Карулас со низнината управа се погрижи тој ден кој ќе биде после богослужбата да приреди богат ручек кој чини само $50, но и богатиот репертар на оркестарот Децата од Буф, каде ќе поминете пријатно неделно попладне. За резервации јавете се до црковниот телефон 416-421-7451 или Айрина 416-560-2149. На 9 декември по повод патрониот ден на црквата Свети Климент Охридски ќе се одбележи најпрво со богослужба од 5:30 часот попладне, а потоа во големата сала ќе се одржи банкетот во чест на празникот од 6:30 часот навечер. За богатата вечера и музика се погрижи председателот на црковната општина Свети Климент Охридски Борис Стојкос со неговата управа, а влезните карти за возрастни се $50, а за деца 20. Осигурете го вашето место. Јавете се на 416-421-7451. А новата година и во црквата Свети Климент Охридски повторно председателот Борис Стојкос со неговата управа ве поканува на дочекот на новата 2024 година, каде од Македонија доаѓа познатата солисткиња Елена Јовчевска, посебно со низиниот мелодичен глас и гајдата што таа за вас ќе ја засвири. Богатата гозба со 7 врсти на јадење и отворен бар е вклучена во цената која е само $120. Јавете се за резервации на 416-421-7451. А сега да одиме со прилогот за Свети Кузман и Дамјан. Свети маченици Козма и Дамјан, лекари и чудотворци, овие двајца светители биле браќа по раѓање од Рим и како деца биле крстени и воспитувани во христијанскиот дух. Имале голема благодат од Бога да ги лекуваат луѓето и животните од разни болести и маки, и тоа обично со полагање на рацете. За својот труд не барале никаква награда, само настојувале болните да веруваат во Христа Господа. Наследувајќи голем имот, тие милостиво го разделиле на сиромашните. Во тоа време во Рим царувал царот Карин, гонител на христијанството, ки донесле пред него светите браќа оковани во синџири. По долгото испрашување царот им наредил да се откажат од Христа и да им принесат жртви на идолите. Но Козма и Дамјан не само што не го послушале царот, туку го посоветували и него и тој да отстапи од мртвите идоли и да го признае единствениот и вистински Бог. Нашиот Бог не е создаден, туку Он е творец на се, а твоите богови се човечка измислица и дело на рацете на уметниците. И кога не би имало уметници да ви направат богови, вие не би имале на кого да се поклонувате. По чудото направено над самиот цар, бидејќи на чудесен начин го исцелиле од болеста и самиот тој ја изјавил својата вера во Христа и ги ословил светите браќа да си одат со мир. Тие продолжиле да го слават Христа Бога и да ги лекуваат луѓето, заради што и самите биле прославувани од народот на сите страни. Некој лекар, нивниот поранешен учител,
им завидел на нивната слава и под изговор дека ќе собираат лековити тревки, ги извел во планината и ги отепал со камења. Честно пострадале за верата Христова во 284 година. Нивниот спомен останал траен во црквата на земјата, а нивните души се преселиле во царството на Господа, вечно да живеат во слава и радост. Амин. Kalino devojče, viši, viši crni oči, viši, viši crni oči, na visoko, na široko, viši, viši crni oči, na visoko, na široko. Kafe pija, parna uti baš rakija. Kaj so Turci kafe pija, parna uti baš rakija. Parna uti baš rakija, a ergeniruj novino. Parna uti baš rakija, a ergeniruj novino. Samo jedno ludo mlado, ni tu jade, ni tu pije. Samo me poglednuva, s okom mi namignuva. Samo me poglednuva, s okom mi namignuva. Kaljo da begame, naše selo, Arno selo. Ajde kaljo da begame, naše selo, Arno selo. Okri strani sonce greje, očekiri mesečina. Pripati se žetva žneje, papati selo zjebere. Пред да продолжиме со емисијата, да ги честитам имендените на сите оние кои го носат на свет Дамјан и Кузман, или пак кои го слават. Но ние пак продолжуваме со македонските кралеви. Вечерва отпочнуваме со Александар III Македонски, за неговото детство, доаѓањето на власт, победата врз Персија и персискиот крал Дарие III, а потоа походот во Индија и неговата смрт. Со тоа и поделбата на Александровото царство на 4 кралства во Македонија. Да отпочнеме со ред. Александар се родил од бракот на Филип со епирската принцеза Олимпија во 356 година пред нашата ера, на почетокот на месецот, што ние македонците или тогашните македонци го нарекувале Лоос, и тоа во 6-тиот ден, кога во Ефес е запален и храмот на Артемида. Плутарх наведува дека неговото раѓање им било предскажано на Филип и Олимпија.
Имено Олимпија сонувала дека еден гром удрил во незиното тело и целата ја запалил. Разбирливо, незиниот мистичен ум веднаш го поврзал громот со богот Зевс или, како што од Египет го нарекуваат Амон Ра, а истото го сметала како израз на личниот интерес на овој бог заштитник за незиното семејство и незината идна плодност. Филип пак сонувал сон во кој ја запечатил утробата на Олимпија со еден печат на кој имало отпечаток со лав. Кога му ги раскажале соништата на дворскиот пророк Аристандер од Телмес, тој веднаш заклучил дека Олимпија е бремена и носи дете кое ќе има лавовски карактер. Истиот ден кога се родил првиот син, кај Филип стигнале гласници кои го известиле за победата на илирите, инаку од македонско потекло, како што знаете и тракиците, и за победата на неговиот коин на Олимписките игри. Посебните особини кои на Александар ги покажал од мал, ја оправдале надежта на Филип дека во неговиот син се наоѓа посакуваниот наследник. Александар во него ги споил многуте карактерни црти од обата своји родители. Од неговата мајка, темпераментна жена, подложена на мистицизмот, ја наследил страстната и помалку тврдоглава личност и рационален копнеж за непознатото и верба во посебна херојска слава. Од татко си ја презел нескротливата волја и енергија, нескротлив карактер, храброст, слава, војнички дари и звондрено практичен дух. Неговата мајка му била поблиска по душа и влијанието на ова жена оставила неизбришлива трага врз него. Татковиот пак дипломатски, војнички и политички успех го поттикнало неговото честолюбие и ги разгорил неговите соништа за водство и слава. Кај Плутарх се спомнува дека Александар не сакал да го добие од својот татко златото, раскошот и уживањето, туку го сакал кралството кое ќе му пружи можност за борби, војни и дела полни со чест и слава. Александар ја имал и среќата да стане ученик на еден од најголемите филозофи во антиката, Аристотел. Кога Александар имал 14 години, Филип го довел Аристотел во Македонија и му го доверил воспитувањето на својот син. Аристотел тогаш имал 40 години и се уште бил далеко од неговата понатамошна слава. Тој бил зет и пријател на малоазискиот владетел Херми, кој пак со Филип одржувал добри пријателски односи. По смртта на Платон, Аристотел се повлекол во дворот на Херми, каде се наоѓал и кога Филип го повикал во Македонија. Средбата на Аристотел со младиот Александар се прикажува како еден од најголемите моменти во историјата на човештвото. Иако Александар тогаш уште бил дете и потенцијален престолонаследник, Аристотел уште не ја започнал неговата плодна научна дејност, која го прослави низ вековите, подоцна Александар ќе стане генијален, херојски настроен војсководец и обединител на Азија и Европа, а пак Аристотел, генијален филозоф во кој се созрела и кулминирала двовековната филозофска и научна мисла на македонците. Во малото место Миеза, во внатрешноста на Македонија, во Миескиот Нимфеир, денес Копаново во Негушко, идниот крал и неговите другари врсници биле воспитувани на овој македонски дух. Аристотел не сметал дека идниот владетел му е потребна посебна настава која практично би го подготвила за должноста која го чекала. Часовите по гимнастички вежби, јавање, лов и игри се заменили со читање песни и разговори за поезијата, со учење геометрија, астрономија, риторика и еристика. Аристотел на својот млад воспитаник му влеал огромна љубов кон песната. Тој за него ги рецитирал песните на Хомер, Илијада и Одисеја, и Александар никогаш не се одделувал од овие дела. Неговите омилени јунаци биле Херакле и Ахил, кој ги сметал за своји предци. На влијанието на Аристотел пак врз учењето на Александар може да се препише и неговото големо интересирање за природните науки, пошто и неговите освојувачки војни често добивале карактер на истражувачи, експедиции кои ги збогатиле географијата, етнологијата, биологијата, ботаниката, метеорологијата и многу други науки. Меѓутоа, во политички поглед, вистинското разбирање меѓу Александар и неговиот учител немало никогаш. Во својот став на така наречените варвари, како што вели, Александар веќе
повеќе бил следбеник на Антистеновата школа, која била долга традиција на македонскиот двор, а не на Аристотеловата. Аристотел останал на македонскиот двор до стапувањето на Александар на престолот на Македонија, но неговата наставничка мисија траела најмногу уште 3 години. Младиот владетел и покрај подучувањата од Аристотел останал, како што велат, варварин, се научил да ја почитува културата на македонците и сонувал за распространување на таа култура на исток. Меѓутоа, Александар ја подценувал тромоста и отпорната сила на источниот дух, а и големината и длабочината на источната култура. Квантитетот на Азија излегол преку крупен спрема квалитетот на Македонија. Во моментот на најголемата слава, во Александар победил духот на исток. Тој покрај повеќето жени се оженил и со ќерката на Дарий III, ја зел персиската круна и се облекол како персиските кралеви, го вовел во Европа источниот поим по Божја милост како крал, така да тој истој примил и дел од таа култура. Александар станал крал на Македонија во 336 година пред нашата ера на 20 годишна возраст по убиството на неговиот татко Филип II. Така наречените грчки градови или полиси, како Атина и Теба, кои морали да му се покорат на Филип, виделе можност да си ја повратат целосната независност во доаѓањето на младиот крал Александар, но тоа брзо се спротивставил и Теба, која била најактивна против него, веднаш се предала кога тој со војската се појавил пред низините порти. По ова, така наречените грчки градови или полиси на собирот кај Коринскиот провлак, со исклучок на спартанците, го избрале за командант против Персија, како што претходно бил и татко му Филип. Следната година, 335 година пред нашата ера, Александар ги нападнал тракиците и илирите, исто така од македонско потекло, за да ја обезбеди северната граница на Македонија до Дунав. Додека тој победнички војувал на север, тебанците и атинјаните повторно се побуниле. Александар реагирал веднаш и сурово. Теба, која давала најсилен отпор, била освоена со големо крвопролевање. Градот бил разурнат, а неговата територија разделена меѓу останатите беотиски градови. Тебанците биле продадени во робство, а само свештениците, потомците на поетот Пиндар и приврзаниците на Македонија биле поштедени. Да одиме со падот на Персија. Армијата на Александар ги минала Дарданелите со околу 42.000 војници од Македонија, разни така наречени грчки градови држави, како и платеници и пратеници од Тракија, Пајонија и Илирија. Во почетната победа против персиските сили во битката кај Граник, Александар го прифатил предавањето на провинциската престолнина и богатството на градот Сардис и продолжил по Јонското крајбрежје во денешен Бодрум во Турција. Александар успешно ја спровел првата од многуте опсади, принудувајќи ги своите противници, а платеничкиот капетан Мемнон Родос, персискиот сатрап од Карија, да се повлечат преку морето. Александар ја препуштил Карија и на Ада, која била владетел на Карија пред да биде сменета од нејзиниот брат Пиксодариус. Од Хилакарнас Александар продолжил во планинската Ликија, близу денешна Анталија во Турција, преземајќи контрола над сите крајбрежни градови. Од Памфалија натаму преку брегот немал позначени пристаништа и затоа Александар продолжил кон копното. Кај Термес Александар го покорил, но не го нападнал Писидискиот град. Во античкиот град Гордиум Александар го одврзал дотогаш нерешениот Гордијав јазол, а верувам дека околу јазолот ви е познато на многу од вас, загадка која според легендите била решлива само од идниот крал на Азија. Според една од приказните, тој едноставно го пресекол јазолот со сабјата, а според друга пак го одврзал така што го извадил делот од воколката околу кој бил врзан. Армијата на Александар ги минала Цилициските порти, ја сретнала и поразила главната персиска војска под команда на Дарий III во битката кај Ис, денес во Турција на границата со Сирија, во ноември 333 година пред нашата ера. Дарий бил принуден да побегне од битката, откако неговата армија се распаднала и бегајќи ги напуштил сопругата, двете ќерки и мајка му Сисигамба и непроценлива количина на богатство.
Подоцна тој му понудил мир на Александар, предавање на сите земји кои во овој веќе ги освоил и откуп од 10.000 таленти за своето семејство. Александар му одговорил дека бидејќи сега е тој крал на Азија, тој ќе решава за поделбата на земјата. Продолжувајќи по брегот на Средоземното море, ги освоил градовите Тир во денешен Либан и Газа по познатите опсади. 332 година пред нашата ера Александар се обидел да ја освои Нубија, но наишол на силна воена формација предводена од кралицата Кандас, па решил да ги упати своите сили кон Египет. Во таа 332 и следната 331 година Александар бил добродојден како ослободител на Египет, кој дотогаш бил окупиран од Персија. Бил прогласен за син на Амон-Ра, египетски бог, како што спомнав претходно, односно богот на сонцето или на наше Зевс. Од египетските свештеници во пророчиштето во оазата Шива во Либиската пустина. Од тогаш Александар често се повикувал на Амон-Ра или на богот Зевс како на свој татко, а неговата слика на кованите пари била со биковски рогови како символ на божественоста. Ја основал Александрија во Египет, која подоцна по неговата смрт станала напреден главен град на Птоломејската династија. А Птоломејската династија, Птоломеите, како и Клеопатра, како што знаете, се исто така македонци кои потекнуваат од Мариовско-битолскиот крај. Напуштајќи го Египет, Александар продолжил кон Асирија и на 1 октомври 331 година пред нашата ера го победил Дари уште еднаш во битката кај Гавгамела. Тоа е близу Мосул, денешен Ирак. Повторно Дари бил принуден да побегне од бојното поле, но овој пат Александар го следел до Арбела, откаде овој пребегнал во денешен Иран. Потоа Александар тргнал кон Вавилон. Од Вавилон Александар се упатил во Суса, еден од главните градови на Персија, и го освоил неговото легендарно богатство. Испраќајќи ја главнината од својата војска кон главниот град на Персија, Персополис, Александар ги нападнал и освоил портите на Персија, а потоа побрзал кон Персополис пред неговата војска да го оплячка богатството на градот. За време на нивниот престој во градот избил пожар во палатата на Ксеркс и се проширил низ остатокот од градот. По освојувањето на Персополис, Александар ја продолжил потерата на Дари. Дотогаш персискиот крал веќе бил заробен од бес, неговиот бактриски сатрап и сонародник. Додека Александар наближувал, бес наредил да го убијат Дари, а потоа прогласувајќи се за негов наследник под името Артаксеркс V се повлекол во Средна Азија, откаде организирал герилски напади против Александар. Со смртта на Дари, Александар ја прогласил одмазничката војна за завршена и ги ослободил своите грчки, така наречени, и други сојузници од својата војска, но им дозволил на доброволците да останат како платеници. Неговиот понатамошен 3-годишен воен поход, прво против бес, а потоа и против Спитамен, сатрап од Согдијана, го одвел Александар низ повеќе делови на денешен Авганистан и Таџикистан. При тоа формирал повеќе градови со името Александрија, од кои некои постојат и денес, например Кандахар во Авганистан и Хуџанат во Таџикистан. Во тие походи неговите противници биле поразени, бес во 329-та, а Спитамен во 328-та година пред нашата ера.
Како што реков, идната емисија е со походот во Индија, во која денес ситите и што живеат таму се дел од Александровата војска. Но јас ќе завршам пак со една моја поезија, со една моја песна, што е напишав специјално за муртинецот Зоран Заев и НАТО. Па да чуеме. Магла од прашина ја покрила мојата земја, а рој од скакулци собир прават. Што ли ќе биде ова? На средина змев со 8 глави, а до него штурецот наш свири со 81-та придужба во собранието. Но не сме да застане, зашто змевските глави чекат плен. Сака да викне, да побара помош, но не може. Веќе доцна да побегне. Како кога е во раците на змевот? Изморен е веќе штурецот наш. Музиката шкрипи, го нема веќе мелосот на песната одата на гордоста негова. Таа веќе тоне во струните на неговите прсти. Немој ке ние. Сака да падне и никогаш да не стане. Одеднаш од длабоките води на Егејското море се појавува лавот, господар, и со сабја замавнува на 8 глави од змевот. Потекнува река од крв, а лавот повторно со сабјата во срцето на змевот. Скакулците пак, исплашени, се сокриваат во прашината, за да никогаш повеќе не се појават, без да се вратат од каде што дојдоа. А нашиот пак штурец лекоумен, со 81-иот член од оркестарот, заминува во буништето на смрдејата за веки веков. И за чудо, небото веќе ги истура орманите со вода, прашината полека исчезнува, а сонцето ги расширува своите зараци, за да ја осветли, за да ја затопли земјата негова, земјата на Бога, земјата световна Македонија. Покрај ова моја поезија што ја напишав специјално за Заев и НАТО и сите тие душмани наши, вечерашнава наша емисија да ја проследиме со една убава песна отпеана од оркестрот Децата од Буф, а тоа е и честитка од председателот и кој пее во самиот оркестар Крис Клашов со неговата управа, за сите оние гости кои беа синоќа на банкетот, да им се заблагодари, а исто така и на вработените кои ја приредија добрата гозба, но со желба и ните години да бидат повесели, посреќни. Dojde
И со новините Блицвестите од Македонија би сакала да се простам со вас со желба пред се да се заблагодарам за вашето ценето внимание, но истовремено и да ви пожелам пријатна седмица, честитајќи го и празникот вторник што е Свети Кузман и Дамјан. Повелете во сите македонски православни цркви на заедничката богослужба. Од името на редакцијата на Глас од Македонија и вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакувам добра ноќ. Лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски вели дека на предстојните парламентарни избори ќе биде носител на листата во првата изборна единица. Тој вели и дека очекува дуи по изборите да замине во опозиција. Повеќе од Ивана Стојановска. Се стеснува изборот за председателски кандидат во опозицијската ВМРО ДПМН. Од најавените 22 кандидати, сега партијата го мери рейтингот на само 5-6 имиња и со едно од нив ќе истрча на председателските избори на пролет. Кандидатот ќе се бира на конвенција со одлука на сите делегати на партијата. Ова во интервју за Република го обелодени опозицијскиот лидер Христијан Мицкоски, кој најави дека за прв пат ќе биде носител на листа на парламентарните избори и оти ќе предводи листата во првата изборна единица. Убеден е дека кандидатот на ВМРО ДПМН ќе добие акламативна подршка и ќе биде идниот шеф на државата, а по парламентарните избори очекува дуи да замине во опозиција. Следните избори се референдумско изјаснување. Од една страна е ВМРО ДПМН и коалицијата која што нуди својата програма и визија за Македонија, и од друга страна ги имате вие ова влада, без разлика дали ќе настапи обединета или ќе одат посебни листи. Очекувам следните избори дуи да биде многу непријатно изненадено од бројот на освоени гласови и пратеници во македонскиот парламент. Посакувана опција е да се даде шанса на така наречената албанска опозиција, која што ја гледаме полека, но сигурно се групира околу оската на ротација. Видовме пред некој ден обединување и окрупнување на таа опозиција и ценам дека треба да и се даде шанса на дуи да помине во опозиција одреден период. 3 дена по објавувањето на извештајот на Европската комисија за земјава, Мицкоски во интервјуто за прв пат даде и свое видување за нотираните забелешки од Брисел. Нарекувајќи го извештај за назадувањето, посочува дека тој отсликува реалноста во Македонија, каде според него цветаат криминалот и корупцијата, а судството е оценето со најниска оценка досега. Недоверба во партизираното и актуирано обвинителство и судство, кое што се мери во неколку проценти, позитивната зборувам доверба и негативната, односно недовербата кон истото тоа актуирано обвинителство и судство руши рекорди. 70-80% е негативното мислење. Недовербата во системот, недовербата во правдата е практично основа на извештајот на Европската унија. Знаете вие, владењето на правото е оној прв и основен кластер, каде што треба да се види каков е напредокот. Така што навистина разочарувачки и не гледам никаква визија, ниту пак перспектива која што ја нуди ова влада. Во интервјуто првиот човек на опозицијата уште еднаш порачува дека нема да подржат уставни измени под бугарски диктат, но дека идната влада која според него ќе ја предводи ВМРО ДПМН нема да ја затвори вратата за разговори, туку дека се подготвени да дискутираат за европските вредности и принципи на унијата. А власта и опозицијата во меѓувреме продолжуваат со меѓусебни обвинувања за извештајот на Европската комисија. На неколку недели од крајот на скрининг процесот, кој се смета за крајен рок за уставни измени, нема најави дека оваа обврска од преговарачката рамка ќе се реализира. Дел од политичките аналитичари во земјава пак сметаат дека предизвиците за било која идна влада нема да се променат. Андријана Лазова. Реформи, уставни измени или избори? Што е приоритет и до кој процес е најблизу Македонија? Не стигнуваат реакциите по извештајот на Европската комисија во која земјава доби низа забелешки и насоки за што побрзо да се исчистат институциите од корупција и да завладее правото во сите сфери на неколку недели до завршување на скрининг процесот, кој се смета за крајен рок за промена на уставот. Ништо не навестува дека оваа обврска од преговарачката рамка ќе се реализира. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски оценува дека сме најблизу до избори, но првиот предизвик на следната влада повторно вели ќе бидат уставните измени. Поред мене најпрво ќе не се случат избори, па потоа повторно ќе се активира темата за уставни измени,
А структурните реформи ќе бидат на пауза, се додека не направиме пробив со политичките критериуми на Европската Унија. Мислам дека на крајот на мандатот мала е веројатноста за некаков консензус помеѓу партиите за уставните измени, бидејќи политичкиот капитал се троши, а партиите се веќе во предизборна оптика. Извештајот на Европската комисија ги засили и политичките препукувања за тоа кој е виновен за ненапредокот на земјава. Власта го впери прстот во опозицијата, најмногу во ВМРО-ДПМНЕ, додека оттаму им одговорија дека е невозможно вина да се бара во партија која е опозиција. Арсовски вели одговорноста е поделена, но удел има и самата Унија. Има и вина и Европската Унија тука, бидејќи подолго време, без оглед на забелешките на меѓународните представници, кои велат дека ние не сме се посветиле на структурните промени, факт е дека Европската Унија се уште нема конкретна и кристално јасна понуда за тоа како изгледа членството. Тие не може да очекуваат ние да се темаме да влеземе во еден воз кога не ни кажуваат тој воз која му е дестинацијата на крај. Во меѓувреме двете најголеми политички партии одржуваат партиски трибини, а се уште е непознато кога точно ќе се одржат претседателските и парламентарните избори. Сите опозицијски партии повикуваат тие да се споени со главен аргумент дека ќе се заштедат многу државни пари, додека владеачките се за одвоени, прво претседателски па потоа парламентарни. Иако веќе еден месец се споменуваат работни групи за политички договор, досега такви средби никој не иницира, доколку до нова година нема епилог. Спикерот Џафери најави дека ќе ги распише тој и нема да дозволи да го прегазат роковите.